Добро утро, почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Видот е едно од нашите највредни сетила, а современата офталмологија денес нуди решенија и за состојби кои пред неколку децении можеби значеа и трајно губење на видот. Една од најсофистицираните интервенции е витроектомијата, за која утрово зборуваме во Фактор здравје, кај кои состојби, што се постигнува, како се изведува, каква е самата интервенција, каков е периодот на опоравување. На оваа тема разговараме со доцент доктор Билјана Костовска, хирург-офталмолог, витроретинален хирург, хирург за катарактна и рефрактивна хирургија од Систина офталмологија. Добро утро, доктор Билјана, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билјана, добро утро на цела екипа Фактор здравје и на нашите гледачи. Се радувам што сум повторно во вашата емисија. Так, што значи да се биде витроретинален хирург? Па, многу интересно прашање, Билјана. Јас кога почнав да работам на офталмологија 2000 година, првиот момент кога влегов во сала, за мене беше нешто, како да ви кажам, љубов на прв поглед. И јас сметав дека веќе од тогаш сакав да работам 3 хирургии и ете, најверојатно мотивацијата беше голема, љубовта беше голема и не се откажав. 2003-2004 некаде започнав со катарактна хирургија, витроретиналната 2009-2010, што е навистина, да кажам, доста комплексна хирургија. И сум многу среќна што ја работам, имав среќа да работам стварно од многу добри професори. Треба многу жртви, треба многу волја, континуираност, многу патувања. Верувајте, доколку не патувате, не излезете од една болница, од една, да кажем, околина и не видите многу различни техники, професори. Мислам дека за мене беше најголем, да кажем, чекор во мојава хирургија Moorfields Hospital во Англија, каде што оние протоколи и начини на работа ми покажа како треба и што не треба во суштина. Она што ми израдува таму, колку ние како држава имаме добра едукација, како анекдота ќе ви кажам, доаѓа пациент, докторот вика, чекај да видам на компјутер, на интернет, која диагноза е. Ние тоа го знаеме, затоа што во тоа време ние немавме такви можности да провериме на интернет, нели сега artificial intelligence што е. Па да кажеме што диагноза е, јас од одма ја кажав и он баш така беше зачуден. Сакам да кажам дека да, постои можност да се научи витроретиналната хирургија, треба многу и храброст. Не е едноставно, верувајте, затоа што оваа интервенција работи трае некаде по сат, час и половина. Зошто се вели дека е меѓу најкомплексните? Најкомплексна, час и половина, па до 2 часа. Јас сум имала травми кои што се работели повеќе и до 3 часа. Се работат и млади луѓе и постари луѓе. Раката на вистина не сме да се помести, треба да е мирна. Што е жртвата? Се откажувате од спорт. Значи, јас играв тенис, морав да се откажам. Точегот на вистина беше едно многу убаво хоби, меѓутоа и тука почнав да ја губам на пеноча, онае мали потези кои што ги имате во работата. Секако времето, многу време се посветува и сега во светот постои нов начин, да кажам, на едукација. Скандинавските држави сакаат да воведат еден европски протокол каде што младите ќе мора и да ја научат оваа техника со помош на посебни бионични очи, бионико око се нарекува, каде што на компјутер се гледаат нивните движења, се објаснува начинот на интервенција, техниките и така натаму. Така да, комплексна хирургија, треба жртва. Секогаш фамилијата се жртвува, да кажам. Јас имам ќерка која што исто очен хирург, го поминал на сето тоа со мен и сега навистина сум среќна што имам кој да ме настави. Има од кого да учи и од кого да го гледа, нели, за да го знае, да го направи најдоброто. Потребни ни се повеќе витроретинални хирурзи овде во Македонија? Па знаете како во светот витроретиналните хирурзи се многу малку, ние како држава, да, многу малку сме на број, не има 2-3, да кажам.
Не е едноставно, да, треба едукација, треба убава едукација на младите. Јас се радувам што имаме многу млади доктори, кои што навистина мислам дека ќе не наследат успешно. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со темата витректомија, но оставаме простори за катаракта и за ред други проблеми со видот кои што се јавуваат кај гледачите кои во моментов не следат. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавите се и поставете прашање. Со доцент доктор Билјана Костовска, хирург, офталмолог, витроретинален хирург, хирург за катарактна и рефрактивна хирургија од цистина офталмологија, зборуваме за витректомија, за да објасниме нели детално и добро и јасно и разбирливо за гледачите што значи витректомија. Ќе почнеме од почеток. Што представува? Не е само катарактата или проблемот со гледање надалеку или на блиску. Тоа некогаш најмногу не загрижува и не плаши кога станува збор за видот. Има многу посериозни работи кои на вистина можат лошо да влијаат на видот. Вака едноставно да им објасниме на гледачите, постои преден дел и заден дел на окото. Предниот дел е катарактата, да кажеме, некои состојби на рожница, воспаленија. Задниот дел на окото е оној дел каде што се прави витректомија. Пациентот најчесто доаѓа исплашен. Јас не гледам. И тоа се случува најнаш кај одредени пациенти и најчесто при крварења, при одлепување на ретина, пациентот го губи видот. Дали го губи како цела црна завеса, половина завеса која што паѓа, се движи, дали го губи, има вид како точки или некои облаци црни кои што се движат. Тоа е нешто што укажува дека се случува процес во задниот дел на окото. Овие процеси најчесто, во најголем број на случаи, се кај диабетичари. Значи, ако седат тројца во собава, еден од тројцата ќе биде диабетичар. Што значи дека многу често кај нив ги има овие промени. Потоа, кај одлепување на мрежницата, тоа е задниот дел на окото, во денешно време многу често и многу порано, околу 40-та година, верујте, најмладиот пациент ми е 24 години, затоа што работат на компјутери по 12 сата. Потоа, овие состојби се најчесто кај травмите. Травмите можеби не се многу чести, меѓутоа во овој период, кога почнува или топло време, почнува да се гради, да се работи надвор, веќе травмите се многу почести и околу Нова година, да кажеме. Секако дека постојат и други случаи кои што се поретки, може кај воспалителни состојби, кај пациенти кои што носат вируси, кај тромбозите. Во текот на короната ние работевме многу, скоро секој ден бевме во сала, имаше доста крварења предизвикани од очни тромбози. Да, ова интервенција бара многу внимание и навремена диагноза. Она што би сакала да кажеме, многу е важно во кај овие состојби пациентите да се јават на време. Не треба да се чека. Вашата емисија е прекрасна затоа што им ги едуцира гледачите да не седат дома кога ќе имаат проблем во видот. Значи, ако забележат вакви симптоми, треба веднаш да се јават. И особено кај витроретинален хирург, каде што ќе ја постави диагнозата и ќе каже во кое време треба да се направи таа интервенција. Колку повеќе се чека, тоа ткиво кое што е, верувате, дел од милиметарот, значи видот, центарот на видот, се наоѓа само во дел од милиметарот, а ако тој дел е одлепен, успешноста на интервенцијата не може никој да ја гарантира. Знаете, пациентите кои ќе дојдат ќе кажат не гледам, колку време не гледате. И сега, независно дали ќе ви каже недела и две, јас знам точно колку време таа мрежница е одлепена. Колку подолго стојала, толку е потешко да се врати видната острина кај тој пациент и не можеме да предвидиме добар успех, да кажам, аутко. Така, значи исходот од интервенцијата во многу значи од кога е почната, за каква состојба станува збор и колку рано се открила, диагностицирала и се третирала. Точно. Кај диабетичарите треба навреме да се пратат еднаш годишно или на 6 месеци, а кај ваквите состојби кои што најнаш се случуваат, треба веднаш да се јават во сериозна институција за
овакви офталмолошки интервенции. Да, а предходат некои други симптоми на ова што рековте кога одеднаш ќе се појави така веќе зависи, може да се случи кај некои да почувствуваат кај диабетичарите намалување на видот. Кај аблацијата може да се бележат светкања, како гром од ведро небо, нели се јавува едно светкање кое што е упорно и не се смирува. Потоа се јавуваат едни црни ситни точки и на крај се јавува таа завеса. Може да се јави наеднаш, како што реков, наеднаш тоа крварење да пукне капилар и да го исполни стаклестото тело. Во суштина, витректомијата потекнува од зборот витреус. Стаклестото тело се нарекува витреус и ние тоа стаклесто тело треба да го чистиме, кое ќе биде полно со крв, да кажеме, и да оставиме чиста една средина постоперативно. Овие интервенции може траат некаде час и половина. Има доста припрема. Она што кажавме, претходната подготовка, значи од како веќе ќе се востанови за каков проблем станува збор и се носи одлука дека треба некогаш итност бара некогаш витректомијата и во кои ситуации? Но итноста се случува најчесто кај травмите и тука интервенцијата треба да биде што побрза во првите 24 часа, да кажам, или кај аблациите, одлепувањето на ретина, каде што колку побрзо се интервенира, толку подобро ќе биде видната острина. Пациентот што дошол после 2 недели од аблација, од одлепување на мрежница, тука успехот е многу минимален. Меѓутоа сепак се бориме, дали ќе добиеме 10 или 20% многу значи, секако дека пациентот не би го оставиле и не би биле оптимисти во одредени моменти, да кажам. Така да. Кога станува збор за диабетот и диабетичната ретинопатија и компликациите кои што ги прави врз видот, на што најмногу пациентите, оние луѓе кои што имаат диабет, треба да внимаваат кога станува збор за видот и за очите? Па покрај на општа исхрана што би кажале, треба нели здрава исхрана, да не биде гликемијата висока, многу движење. Пациентот мора да прави редовни контроли. Кај здравите пациенти кои што немаат промени, еднаш се прегледани и немаат промени, се прави барем еднаш годишно. Зашто? Затоа што промените настануваат постепено. Доколку се приметат на време, сега на вистина сум, морам да кажам, среќна што веќе во Македонија се спроведува добра превенција и пациентите многу ретко доаѓаат во онаа фаза кога не можеме нешто да направиме. Ако навреме се откријат тие крварења, може да се спречат со медикаментозна терапија, односно се ставаат во самото око инекции кои што ги повлекуваат тие капилари, причини за крварење, отоци и така натаму. А она што е крајно секако дека е витректомијата. Во одредени држави, па и во нашата, морам да кажам, некогаш витректомијата е избор на третман затоа што ние правиме многу, да кажеме, 3 во 1. Што значи тоа? Пациентот не троши за оние секојдни месечни, да кажем, апликации на лек кои што веќе успешно се проведуваат во државна клиника. Потоа се прави ласер, се отстрануваат мембраните и сите причини за крварење и пациентот потоа е безбеден во следните, да речеме, година-две да не се случи нешто. Тоа е за пациенти кои што навистина немаат добри финанси и ние работиме и преку фондот и тоа е нешто како, да кажам, избор во одредени случаи, пак ќе кажам. Или па пациентот живее многу далеко. Знаете како Белјан имам јас пациенти кои што живеат во Делчево или другите градови кои што не може баш секој месец, не дека они не сакаат да примаат лекови, меѓутоа навистина е за нив оптеретување финансиско. Така да. Стабилизирање на видот или враќање на видот? Така? Да, тоа. Како се постигнува и од што зависи дали ќе се постигне? Добро ме примети. Кај секоја хируршка интервенција ризици и компликации, нели, се земаат во предвид и можни се. Но што зависи ова дали ќе го постигнеме? Затоа јас моите пациенти сакам да ги видам веднаш како прв доктор и да разговарам со нив. Многу се различни случаите, дали прво пациентот гледа на двете очи или едното не гледа. Одлуката за интервенција зависи од, пак ќе кажам, многу причини, системски како се чувствува. Јас имав пациент на 90 години кој што решив да го оперирам, да кажеме,
катаракта, иако можноста да пропадне леќата е огромна, али тука е витректомијата која што ќе ми помогне и таа компликација да ја решам. Аха, значи кај катарактата, кај компликациите, така витректомијата се применува. Да. Компликациите се решаваат само од витроретинален хирург и многу пак зависи индикацијата и дали ќе решиме во зависност од случајот. Што значи тоа? Прво треба да е провиден површниот дел на окото, да се имплантира леќа, дали таа ја има, ако е пропадната да се направи репозиција или да се извади таа леќа па да се стави друга и да се реши задниот дел на окото доколку има одредени промени. Компликациите кај катарактната хирургија мора да постојат, секој што оперира има, тоа е процент кој што е напишан во книгите и не можеме да кажеме дека немаме како катарактни хирурзи, иако никој не ги сака. Меѓутоа на среќа можеме да ги решиме успешно, постојат начини, постојат различни типови на леќи и техники каде што би се решили овие компликации. Така. Веќе имаме и гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Ало, добро утро. Да, ве слушаме, повелете. Јас слабо ве слушам, ама вие може би ве слушате. Ние одлично ве слушаме. Поздрав за вас, поздрав за докторката. Ви благодариме. Јас имам проблем со едното око, значи многу малку ме гледам, имам катаракта многу стара и не сум го оперирала. Другото око, значи бледо гледам така, како низ магла. Сега другото око правев операција на катаракта, па после некој месец се одлекуваше ретината, па ми ја залепија нели со лазер и добро беше се пред 6 години. Сега ми се случи пред неколку дена, докторка, јас лезев, добив болки во челото и 10 минути имав магла и на тоа око што ми е убавото, што ми е оперираното лепено, значи исто како нова со катаракта. Значи скоро магла имав. 10 минути траеше, стварно се уплашив и сега сум вознемирена што ве прашувам. Значи тоа траеше 10 минути помина. Сега не знам дали имам очен проблем или пред тоа имав еден мозочен удар транзиторен пред неколку месеци и сега дали со око тоа, пошто помина за 10 минути, дали е голем проблем, треба да закажам нормално, ама еве се појавите во емисија па да искористам вас. Ајде, еве еден совет вака, а секако ќе треба и еден детален преглед. Ви благодариме. Па, доста работи ни поврза. Прво ќе кажам на гледачката да не се вознемирува, се решава. Штом било транзиторно, се повлекло, дали бил очен притисок или дали била некоја транзиторна исхемична атака, како што имала и претходно, има среќа што е вратен видот. Ретко иде со таква болка, таа состојба, меѓутоа може да се случи. Секако антикоагулантната терапија е многу важна за да не се повтори. И она што го спомна, не треба да има страф од заматено перде, како што кажа, доста зрело перде, затоа што ние можеме да ги решиме и оние пердиња, да кажам, кои што се доста заматени, кои што ред и добро е дека не треба сите тие интервенции да се прават, да кажам, се прават во институција каде што може да се реши компликацијата. Такво хиперматурно перде многу често може да пропадне и да направи проблем. Да, но во секој случај мора да се реши и проблемот и со пердето на другото око, зашто, така како рече гледачката, ова убавото око, така, значи тука веќе видот си е вратен, убав е, чист, јасен, зошто да оставите и другото? Ете, тоа е причината зашто секогаш се обидуваме и каде што пациентот, да кажам, не сака да го убедиме да го оперира и другото око. Може да се случи понекогаш на здравото око или убавото око од некој тромбоза или проблем, кој што ќе го намали видот, а секогаш го забораваме она око кој што сме требале да го решиме на време и не треба да го оставиме. Така, така. Еден детален очен преглед, така и во ситуацијава е потребен. Да се открие што е причината, во секој случај треба да е смирена, тука не гледам јас причина за вознемирување. Добро, да го слушнеме и следниот гледач, повелете, добро утро и за вас. Добро утро. Дали се слушаме? Ќе му дадеме предност, еве уште еднаш ќе се обидам. Да, ве слушаме, повелете. Во програма сте, повелете. Ало? Да, ние одлично ве слушаме. Повелете со прашањето.
Еве, ако не успееме сега вака да се слушнеме, да искомуницираме, се надевам дека ќе се обидете и повторно да се јавите за да прашате и добиете совет за проблемот кој што го имате. Ќе погледнеме блок реклами, па потоа продолжуваме понатаму и да дообработиме и темата, но и ги очекуваме и вашите прашања. Да продолжиме со разговорот, им даваме предност на гледачите, веќе ги имаме на линија. Добро утро, повелете да ве слушнеме. Добро утро. Да, повелете. Да, ние ве слушаме. Повелете со прашањето, а потоа вие ќе го чуете и препораката и советот ќе ги чуете од доктор Билјана. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Да, ве слушаме. Ајде да го слушнеме прашањето. Ајде, ако не јас ќе замолам од режијата да го слушнеме следниот гледач, очигледно не успеваме убаво да се... Да, повелете со прашањето. Ајде, може да го слушнеме и следниот гледач, бидејќи од режија ми јавија дека имаме двајца гледачи на линија, да ги слушнеме прашањето, да дадеме совет и препорака. Дали сте на линија се уште? Ајде, во очекување, некогаш еве вака не успеваме да се разбереме, тие мисла дека ние не ги слушаме, а одлично ги слушаме, можат само да го постават прашањето, па потоа ќе го чујат и одговорот. Ако ја споменеме катарактата, барем во кратки црти, неколку основни препораки, иако веќе добро мислам дека ја апсолвиравме и ја научивме оваа тема за катаракта. Речи си, нема човек кој што веќе не помислува навреме да го реши проблемот со катаракта. Катарактата е една добра дијагноза, секогаш јас им кажам на пациентите, се решава многу кратко, 7 минути безболно. Веднаш си одат, тоа е еднодневна хирургија, пациентот доаѓа на клиника и некаде за час и половина веќе целиот процес се завршува од испитувања, од самата интервенција, постоперативно, да се види, да му се објасни се што треба за дома. Јас не нарекувам веќе ни операција, интервенција, верувајте, пациентот веднаш после интервенција гледа. Она што е повеќе тренд во последно време да се оперираат двете очи, затоа што ни пациентите немаат време, да кажеме, она што ни е највредно е времето, нели? И сакаме веднаш да гледаме. Во денешно време пациентите многу често се оперираат со мултифокални леќи кои што бараат да бидат во исто време оперирани двете очи, за да се добие видот добар и за далеку и за блиску во текот на денот. Верувате, пациентот кога станува, ако сака да види дали гледа, го зема часовникот и веднаш може да прочита колку е саат и да се, и тоа зборам за пациенти кои што се повозрасни над 55-та, се ослободуваат од диоптријата година. која што дотогаш ја носеле. И се се повеќе ми се чини некаде на возраст над 50-та година. Морам да кажам дека е па порано. кога ќе ги видите среќни дека не ги носат веќе очилата и дека си го решиле проблемот со гледањето на блиско и Па надале. понекогаш оваа интервенција се прави како рефрактивна хирургија и кога немаат катаракта заради огромната диоптрија, големината на диоптријата. Верувате, за некој вака кој ќе се спомне, за нас тоа е едноставно, меѓутоа ако имате плюс 6 диоптер и кога ќе станете не можете не прозорот, саатот па никако нема да го видите. Само знаете дека е тука, бројките не може, не постои можност да ги видите. Кога гледате во далечина се ви е матно, значи во секојдневната рутина не можете кафе едно да спремите, тоа е огромен хендикеп. И овие пациенти навистина се среќни кога ќе се заврши интервенцијата и кога ќе може да гледаат на близина, така да и оние мали проблеми кои што ги имаат, да кажам, во првиот месец како халоа околу семафорите, не сметаат. Многу е битно од пациент... го олеснува секојдневието во секој поглед, комплетно, така? Дали работа, дали возат на близина, дали возат, пациентот го добива тој убав вид, убава видна острина и може да функционира, не се чувствува хендикепирано. Знаете, кога се работи како офталмолог, нашата професија не е само офталмологија.
мора да имате еден посебен став према овие пациенти. Понекогаш пациентите се со многу слаб вид, понекогаш пациентите се млади и се чувствуваат непријатно кога се во атмосфера каде што има многу луѓе, непозната, они имаат доста намален вид. Така да многу е внимателно и зашто јас реков преска стабилизација на видот кај одредени пациенти каде што ние не можеме да видиме дека ќе гледаат после операција затоа што не знаеме што се случува во задниот дел на окото. Ние имаме завеса која што го покрива центарот на окото, не можеме да видиме и кога сакаме, нели секогаш сакаме да направиме се, не можеме да знаеме дали 100% ќе се врати видот. Понекогаш се случува тоа крварење да го изчистиме, меѓутоа да видиме дека пациентот има атрофија на нервот, што се случило заради претходен некој мозочен удар. Затоа секој пациент за себе индивидуа и постои сега да речеме персонализирана медицина. Да. Бара големо внимание и грижа видот. Многу. Да не го оставаме на страна. Па затоа се многу важни тие редовни контроли и во денешно време ги има на среќа се повеќе млади кои што се контролираат. Така. Да ги слушнеме и сега гледачите, се надевам дека убава линија ќе воспоставиме. Добро утро, повелете. Ало, ве молам, се јавам... Да, повелете. Ве слушаме. Поздрав до докторката, поздрав до водителката. Ви благодариме. Имам аблација на лево око, као мало облаче така ми се прави. И што ќе ми каже докторката, дали има решение, иначе пијам прокулин капсули. Добро. Доволно е, доктор Билјана. Па добро, тоа е заматување, да, во стаклесто тело, понекогаш може да се јави заради одлепување на самото стаклесто тело или поради некоја промена во точката на јасен вид. Пациентот треба секако да се прегледа, да се направи ехографија, да се види што е причината. Добро е што е превентивно зема одредени витамини, да кажеме, и меѓутоа прегледот е задолжителен. Дали овде треба почести прегледи кога веќе има вакви ситуации или проценува лекарот на колку време? Ретиналниот доктор да процени што значи тоа, да се види периферијата на ретина, да се прошират зеници и да се одреди дали постои индикација за лазер фотокоагулација, да се заштити ретината, да не настанат дупки или веќе постоечки дупки да се заштитат, да не настане одлепување на ретината. Да, треба да се прегледа секако. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро. Повелете. Да. Сте на линија, само убаво да се слушнеме. Повелете. Вака, сакам да прашам за мојата мајка во врска со ретинопатија, има и диабетес, но докторката одека констатирала дека е таа сенилна ретинопатија и тоа е на десното око, левото око не е толку опфатено. Првично докторката на клиника индицираше, односно пише во извештајот дека е индициран анти-ВГФ третман на десно око, но подоцна кога дојдовме за да аплицира, она се откажа во самиот момент и кажа после да правиме само контроли. Што со тоа, сакам да прашам докторката, ако треба нешто да прочитам од извештаите, ако ја интересира за дополнителни информации, да ми одговори. Така, ама да, во интерес на времето доволно и ова што ни го кажавте за првично да дадеме совет до гледачот, а потоа се што е потребно ќе треба да се направи преглед. Тие промени на задниот дел на окото, кај диабетичарите не се едноставни, затоа кажав дека секој пациент си е посебен. Понекогаш пациентите може да се имаат оток или крварење кој спонтано знае да се повлече. Ретко е, меѓутоа се случува. Отокот најверојатно или хеморагија да се повлекла, докторката на клиника видела дека тоа се случило и добро е што не е аплицирано. Постојат протоколи врз која основа се аплицираат тие медикаменти. Пациентот не треба да е добро што е загрижен за својата мајка, меѓутоа ако се повлекла таа состојба која што била индикација за интервенција, за боцкање, значи дека не треба да се треба само контроли да се прават, да се следи, не треба ништо во моментот. Сенилната дегенерација, како што ја кажа, се јавува независно од диабетот.
дијабетот е една состојба која што прави одредени промени, сенилната дегенерација е друга промена. Влажната, постојат неколку типови, тоа се влажна и сува, некогаш знае да премине во сува и обратно, така да сега тука нешто се случило што во секој случај среќа за мајката која што не треба веројатно да на прима. следната контрола повторно ќе се види каква и Сигурно, докаде е состојбата сигурно е и стабилна состојба и ситуацијата. не треба да се боцка. Так. Она што е најважно и верувам како препорака и порака секогаш го упатувате и до гледачите и до пациентите редовно да контролираат над 50 години еднаш годишно. Оние со дијабет и да не почувствуваат некои симптоми да направат преглед. Некои со историја на ретинални, фамилиарна историја на ретинални заболувања треба исто да бидат повнимателни. Па јас би во кажала однос тука на- само дека многу е битно што порано се прегледа, тоа подобро. И на 20 години се прави денеска преглед заради Да, ние некако се навикнавме на таа граница по 50-та година, многу повеќе треба да внимават. Морам да ве поправам, значи Да, сега да. мобилните направија комплетна промена во болестите. Има Да. постои оваа ера на нови болести, кога и на 20 години се јавуваат промени кои што се јавувале на 50. Пак ќе ви кажам анегдота, влегува татко и син, јас му кажам на таткото, повелете седнете, има катаракта. Он се обраќа према мене, вика, не, мојот син има катаракта. Сакам да ви кажам, ако младите работат по 10 до 12 сати на компјутери, а тоа е едноставно сегашност еднината, не можеме да го смениме, тоа е причина за појава на катаракта и промени на задниот дел на окото. Редовно треба да се контролира, редовно да се испитува, за да се види дали постојат некои состојби кои што треба да се превенираат. А многу често, да кажам, најчесто во нашата патологија, па воопшто и за здравјето е многу важна превенцијата. Доколку се направи тој преглед, ќе се знае дали треба нешто да се превземе за пациентот, макар и да се даде совет колку да биде неговата работа или да се скрати, Так, да кажам, со паузи одредени после прегледот. Генерално, ако навреме дијагностицираме и откриеме, така и исходот ќе биде многу подобар, а кога станува збор за видот, и стабилизирање на видот и зачувување на видот ни е најважното нешто. Знаете, секојаш окото Така. се оперира еднаш и окото го губи видот еднаш. Тоа е многу важно да запамтат гледачите, а еден преглед многу значи. Да, ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.